со нас е Дејан Андоновиќ, како и секогаш, со интересна анализа. Ми се чини, Дејан, дека во фокусот сепак ќе останеш и овој пат во регионот, бидејќи регионот исто така како да има бурни настани што треба да се следат будно исто така. Од светските вести, она што може да се издвои за денеска е на некој начин благата победа најверојатно на претседателските избори во Полска, каде што актуелниот претседател Дуда успеа со мало водство да оди пред неговиот политички опонент. Ке видиме што ќе се случува таму. Тие претседателски избори не играат некоја голема улога околу нас и околу состојбите во регионот, и ковид и само ковид, растечки број на заболени од коронавирус во сите држави во светот, бидејќи веќе почну да биде она како една класичен рапорт секојдневно колку има заразени, колку има починати, кој има најголем број на заразени и така тоа. Регионот е интересен поради многу работи. Тој е веќе постизборен, еден дел, освен ние и Црна Гора, Хрватска, Србија, веќе ги завршија изборите. Хрватска за сега е мирна, но Србија бевме сведоци изминативе денови на огромни протести кои беа иницирани како резултат први на оние мерки на претседателот Вучич кој ги најави за викендот што измина да има полициски час, бидејќи има стварно голем број на заболени лица во Србија. Ние не сме подобри ништо, но зборуваме за Србија. Таму граѓаните беа изреволтирани во почеток ради тие мерки, меѓутоа тие демонстрации се претворија прво во антивладини, кои не се согласуваат со политиката на Вучич, почна да се меша и актуелниот те преговори на Вучич, кој беше во Брисел да преговара околу статусот на Косово. Сето тоа се измеша. Изминатите 4 дена имавме протести. Ке почнеме онака новинарски со превртена пирамида. Синокешните протести пети поред поминаа мирно. Немаше многу граѓани и немаше напади на полиција, но претходните 3-4 вечери беше страшно во Белград, личеше на бојно поле. Почна како студентски протести, па граѓански протести, па се измеша екстремни левичари со екстремни десничари, дојде до една целосна анархија во центарот на Белград, Нови Сад и Ниш, значи трите поголеми градови во Србија, но Белград беше фокусот и таму видовме обид на демонстрантите да влезат во собранието, во Српската скупштина. Не знам што ќе добијат ако влезат така, но тие се обидува да влезат, полицијата не им дава. Владата воведе забрана за собирање повеќе, за јавни собирања повеќе од 10 лица да не сме, меѓутоа демонстрантите се оглушија на тие барања на владата и тие закони, тие повторно се собираат. Повторно ќе кажам, 3-4 вечери беше жестоко, синоќа многу помалку масовно и без никакви инциденти. Не знаеме што ќе биде денеска, ако се земе во предвид дека седнаа на преговарачка маса повторно по година и пол Србија и Косово, односно претседателот Вучич и премиерот на Косово Абдула Хоти, бидејќи претседателот Хашим Тачи од денеска е во Хаг, каде е на сослушување и евентуално е можно да биде подигнато обвинение против него, кој како командант во 1999 година, како командант на ОВК, се е обвинет дека сторил убиство на над 100 цивили. Значи тоа е што се однесува до протестите. Во Србија видовме и невообичаени слики, невообичаени за регионот, одамна не сме ги виделе, на полициска бруталност. Вака, полициска бруталност, но и бруталности на одредени екстремни групи. Јас сега, пошто ги следам состојбите и ги гледав двата или трите телевизиски канали и портали кои држат по една страна, и двете се во право и двете не се во право. Имено полициска бруталност, да, но исто така видовме како демонстрантите ги напаѓаат полицајците, конечно нападот врз полицијата, нападот врз државата. Таму се измешани работите. Таму граѓаните кои сериозно и искрено протестираат против некои неправди на политиката на актуелната власт, седеа од страна и не правеа никакви напади. Од друга страна, екстремните левичари, екстремните десничари и тие некои групи фрла бакли, оние навивачки, ги напаѓаа полицајците, дојде до тепачки, до насилство. Точно имаше и полициска бруталност, но имаше бруталност од демонстрантите. Тешко е многу да се процени кој што
што и како, факт е дека е нестабилно и факт е дека не знам како не можеме да предвидиме како ќе се одвиваат работите. Дали после синокешната вечер, која помина мирно и без многу масовност, да енергијата опаѓа, или пак е тоа затише пред бура, тоа тек допрва ќе го видиме. Оно што во сенка на овие протести во Белград поминува, беа протестите во Атина, 2 вечери, исто така таму имаше жестоки демонстрации и протести каде што демонстрантите буквално се тепаа со полицијата. Тие протестираа поради обидот на грчкиот парламент да воведе нови мерки за нов закон за протестирање, со што ќе се уреди начинот колку, како и до каде може да се протестира. Тука дојде до сериозни пресметки меѓу полицијата и демонстрантите, Тој закон е воведен, ќе видиме што ќе се случи понатаму. Во Атина вчера беше мирно. Но во Бугарија од друга страна веќе 3 дена траат исто така протестите. Во Софија имено демонстрациите се предизвикани од одлуката на владата на Бојко Борисов да влезе јавното обвинителство, да влезат во кабинетот на актуелниот претседател Румен Радев, каде што наводно се обвинети одредени функционери и самиот Румен Радев се бараат докази дека наводно оддавал државни тајни и дека учествувал во корупција. Тоа ги предизвика граѓаните на Софија пред се да излезат на протести, бидејќи сметаат дека се работи за политичка пресметка, бидејќи ќе потсетам и Радев и Бојко Борисов се на диаметрално спротивните политички страни. Оттаму, сума сумарум, големи протести во регионот, на некој начин не е стабилен регион и сето тоа е обвиткано со една пандемија, една закана и една неизвестност околу коронавирусот, бидејќи сите овие држави што ги спомнав секојдневно бележат зголемен број на заболени и починати лица, а овие протести се веројатно расадник на тоа ширење на вирусот. Така да ќе видиме во каков период ќе влеземе во наредните недели. Она што за регионот исто така важно е дека и Црна Гора ќе прави избори. Парламентарните избори се закажани за 30 август. А ќе потсетам, Црна Гора е една од овие фрагменти тука во регионот, каква власт ќе биде избрана и како ќе може идната власт да се укомпонира со овие останати власти. Во Србија победи е реизбрана старата власт, во Хрватска е реизбрана старата власт. Се поизвестно е дека и во Црна Гора ќе биде реизбран на партијата и политичката сила на Мило Џукановиќ. Па оттаму веројатно и односите нема многу да се сменат. Мојата теза е дека се ќе биде јасно на 3 ноември кој ќе победи во американските избори, тој што ќе победи на некој начин и ќе биде новиот претседател на САД, дали тоа ќе биде повторно Трамп или ќе биде Џозеф Бајден, ќе ја направи сликата што понатаму и како ќе се движи геостратегијата и политиката во светот. Пред да завршиш, Дејан, мене ми е интересно за овие случувања во Бугарија, бидејќи некако нашите медиуми, очите на нашите медиуми беа свртени кон Белград и некако не ни е баш јасно за што се работи, велиш, оддавање на државна тајна, дали се работи за обид за преврат некаков? Па, тешко е да се каже. Она што е официјалната верзија е дека јавното обвинителство, бугарското јавно обвинителство, издало налог за да влезе да направи претрес во кабинетот на бугарскиот претседател Радев под образложение и под основано сомнение дека одредени советници учествувале во корупција и одредени советници учествувале во оддавање на државна тајна. Тоа самиот претседател Радев уште пред 4 дена на протестите од кога започнаа протестите, излезе и јавно рече дека се работи за обид за политичка пресметка на владата на Бојко Борисов. Немаме многу информации, медиумите затоа и не пренесуваат, бидејќи некако знаеш, кога има протести и кога има насилства на улиците, тоа е многу поинтересно за медиумите да го пренесуваат. Наспроти ова во Софија, што освен масовни протести, на некој начин немаше насилства и немаше судир помеѓу демонстрантите и полицијата. Протестот се однесува дека се работи за една политичка пресметка. Ке видиме, Румен Радев и Бојко Борисов се на диаметрално спротивни страни политички. Веројатно е тука и обид за политичка
пресметка би рекол, но малку информации имам, барем јас, за сега да можам било што да коментирам. Она што го знам е дека таму 3 или 4 дена, веќе не знам колку денови, траат протестите на неколку илјади бугарски граѓани кои ја поддржуваат политиката на Радев и кои не се согласуваат со политиката на Бојко Борисов за оваков и сметаат дека јавното обвинителство е во функција на владата со цел нешто да се докаже и евентуално нели да се урне Радев од претседателската функција. Таму изборите се далеку, бидејќи тие поминаа веќе. Па да, тие се далеку таму, меѓутоа нели изборите секогаш може да бидат и да бидат воредни, така да, можеби и тоа Африка. Зато велам, нема многу информации се уште, ми се чини дека нема многу информации се уште, за да можеме било што да коментираме. Сега во регионалниот фокус е Белград, Приштина, тие преговори кои се обидуваат да се вратат на преговарачка маса после година и пол, а еден од председателот на Косово кој е во Хаг и кој најверојатно ќе биде можеби меѓу првите председатели, добро, Милошевиќ не го сметам, не беше актуелен, но веројатно доколку се подигна обвинение против Хашим Тачи, тој ќе мора да поднесе оставка, значи и таму ќе има воредни председателски избори за Косово, бидејќи мандатот на Тачи истекува следната година. А демонстрациите односно насилствата во Белград, ние знаеме дека кога во регионот и на некој начин соседите нешто се менува и на нас може да имплицира, така да ќе ги следиме состојбите, еве секојдневно во утрински брифинг ќе ги коментираме случувањата кои ни се познати. Благодарам, Дејан, за ова исцрпен понеделнички ваков извештај.